Здраво на сите и добре додовте во моето ново видео. Во ова видео ќе гледате Тему Хол. Искрено, порачував работи кои се само на попуст, затоа ќе видите многу некои глупости. Најпатен почнуваме со најубавото нешто што ми стигна од Тему. Тоа е постојле за четки за шминка, кој се врти вака и има неколку прегради каде што можете да си ги организирате вашите четки. Потоа, книга за бришење. Кунска хартија за бришење. Да, и тоа го купив. На сликата изгледаш како многу голем котор со многу хартија, но ова е само една обична. Таму пишуваше дека се пери, дека може да скористи неколку пати, но искрено не знам. Се уште не сум ја пробала. Вака изгледа како обична книга и еве како што можете да видите се кини. Така да, не знам. Кеси за замрзнување. Обседната сум со работи за во фрижидер, организирање, преорганизирување, па затоа ја овие мислев дека се големи, но еве може да видите, тука може да бери само една кременадла. Несесер. Ова ми е купувано за поклон. Божик планирам да правам адвент календар, па сега купувам вакви работи за сестра. Еве може да видите, обичен несесер за некои организации, за организирање шминки, четки, такви работи. Следно, ситце за мијалник. Вакво видов дека имаше мајка му на Филип, па се порачав и јас. Значи, ова се става долу и кога миете, кога паѓа некој отпад, после тоа го земате вака и го тресите. Мене искрено ми се допаѓаат вакви работи. Следно, ножички, затоа што имам еден сет за ногти и во него ми фалат ножички. Мислам дека ги оставив в Македонија, па затоа да. Следно, моливи, затоа што јас никогаш на работа немам ниту налив, ниту молив, апсолутно ништо. Се случи еден ден да немав со што да пишувам, па затоа порачав. Следно, гуаша за лице. Планирам да си правам некоја нега, есенска нега и имате ова што е за формирање како J-line, како и да се вика. Не знам, сега може зборувам глупости, но да, сестра ми има исто вакво и таа ми го препорача. Па да видиме дали ќе има некои резултати. Следно нешто. Никогаш не мислев дека од Тему ќе нарачам лажици, но еве, за некои салати, некои такви работи, пишуваше дека се од добар квалитет, бла бла бла, па затоа ги купив. И беа на попуст. Се ова што гледате е на попуст, затоа има многу глупости. Овие се паковки за четки за заби, кога патувате да ги ставите во ова, па така нема да ви се извалка четката. И купив од овие ситни, што се за, така да видите, ситни што се исто за четка, само за горниот дел за затворање. Овие најмногу ке користи Филип и купував за него. Уште еден несесер. Поготите. Еве го. Исто за некои шминки или за некоја нега на лице. Може би ќе биде за поклон, може би за мене, не сум сигурна. Порачав толку многу калапи за сладки. Некои ми се стигнати, некои се уште не. За есенски колачиња, за зимски, за новогодишни такви работи.
Овие се за icing. Тоа што се прави со шејкер и со боја за сладки и се црта на колачи. Не ќе ви оставам слика на што мислам. Тоа планирам да го пробам, иако пред неколку години им пробам, тоа не беше баш успешно, се ја гледат многу подетални рецепти. Вакви користам стално за туширање, затоа што ми прават како убав пилинг некако на кожата и затоа порачав еден сет. Те имам и за гости кои ќе ми дојде. Порачав, знаете како овие мои за тука за шминка, порачав две вакви стегачи. Едното кремово, другото е кафено. Уште еден несесер, исто како ова што е за сестра. Само тука имате како You are beautiful, такви некои работи. Калапи за сладки. Може да видите. Овие се како за, пример како за бискви. Може да видите. Само да се малце ослободам, да имам време, пак ќе правиме колачиња. Уште еден несесер, исто како овој, само гумен, ова е некако од материјал. Ова ми дојде вака истуткано, тука се на раквици. На раквици за месење тесто. Знаете, овие се тренд сега, се стават назад на телефон и телефонот се лепи секаде. Јас моментално имам едно на телефонот, но се уште го користам мојот трајпод, како се вика, држач за снимање, затоа што на ништо не стои залепен. Апсолутно мора да види само на стакло или така некои работи. И мене не ми одговара многу, но сепак порачав неколку од нив. Овие се кеси, не кеси. Пример ви останува нешто јадење во тајнерче. И ова можете вака да го отворите. Мислам, немам меморија во телефонот. Значи, како што ви кажав, ова е за поклопување на тајнирче, чинија, како и да ја викате. Тука имаме штипчиња, вакви мали за коса. Ова е многу интересно нешто. Овие се со мирис на лаванда, како од морска пења, така некој материјал, се става во вода и се раствора. И со таа вода може да брешите и да джокирате дома. Тоа го пробав, ќе видите во мојот влог за чистење, што го снима. Уште едно паковче за четка за зуби. Ова е постолје за намијалник, за сијај, сунгерче, телче, такви работи, за да не стојат како така директно на куњата, туку да има некое постолје. Ова искрено уште не знам како се става, но ќе видам. Уште едни кеси за замрзнување. Немав појма дека 2 пати ги порача. Ова е истото тоа што ви го кажував. Само да го отворам. Исто за на коса, кога се шминкате. Едното ми е за поклон, може би двете, не знам, затоа што јас имам. После тоа порачав каблина за полнење и полначи. Нож за сечење торта. Знаете, оно кога вака поменува и се сечи пример на неколку дела тортата. Уште еден несесер, како тој што видовте, дефинитивно за поклон. Овие се фасцикли, но ги порачав во формат А3 наместо во А4, сгрешив. Уште еден комплет наливи. Тука имам интересно, но не знам. Тие се скроп за лице и за раце. Имате различни вкусови, праска, авокадо,
такви слични работи. Не сум сигурна дали би ги користела за лице, но за раце сигурно сум, затоа што имам проблем на рацете. Ми се некако црвени од средства, ми се сушат, морам нешто да превземам. Уште едни кеси за шарење колачина со айсинг. Уште едни наливи. Овие не ми се од Тему, овие ги купив од Теди. Овие се пластични цевки, но за повеќе употреби и добивате и ваква четка за миење. Уште еден полноч кабле за iPhone. Тука имам едни што се ставаат на панталони, за да стојат панталоните стегнати. После тоа порачав дрвени четки за заби од бамбус. Нарачав ова нешто, баш не знаев дали ќе функционира, и функционира затоа што го пробав. Ова е за отстранување камче од мијалник, пример, она бело што се собира и со ова како гума за бришење се отстранува. Многу интересно нешто, но многу треба да тријате. Подобро ми е да го напрскам со некое средство, па да само го избришам. Некој тефтерче за белешки, мало, во различни бои. И чешел за коса. И уште нешто. Ова е машинче за сечење. Пример, ставате тука нешто кромит или компир и вака, кога требате, тоа се сечи. Тоа е тоа што се однесува до овој Тему хол. Имам уште некои есенски пакети и зимски што треба ми стигнат. Уклучете ги нотификациите, доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, subscribe, доколку сакате вакви работи да ви покажувам што порачувам, затоа што кај мене нон-стоп порачувам и пишете ми во коментар, а ние се гледам во моето следно видео. Чао!